Денеска православната црква го празнува споменот од осветувањето на храмот на Христовото воскресение и свештеномаченикот Корнилиј Стотник. Осветувањето на храмот на Христовото воскресение. Кога светата царица Елена го нашла крстот Господов во Ерусалим, во таа прилика се задржала подолго во светиот град и изградила црква во Гециманската градина во Витлеем, на Елеонската гора, како и на други места познати по животот и работата на Господ Исус Христос. А на Голгота, каде што и го нашла чесниот крст, отпочнала да гради огромна црква под чиј покрив се наоѓало и самото лобно место, каде што Господ бил распнат, како и она каде што бил погребан. Светата царица сакала да ги соедини под еден покрив и местото на неговото страдање и местото на неговата слава. Но Елена се представила на Господа пред тој величествен храм да биде завршен. Кога храмот бил завршен, токму таа година, Константин ја празнувал 30 годишнината од своето царување. И така, и осветувањето на храмот и празнувањето на царевиот јубилеј биле во еден ист ден, на 13 септември 335 година. Во тоа време во Тир се одржувал помесниот собор на епископи. И овие епископи, како и многу други, се затекнале во Ерусалим на торжественото осветување на храмот на Воскресението Господово. И тогаш се востановил тој ден како ден на победа и триумф на црквата Христова, празнично да се споменува секоја година. Поуки од светите оци. Се што е телесно е миливо. Кој го сака светот, ги сака и сопките во него. Затоа, ако некогаш ни се случи да изгубиме нешто, тоа треба да го прифатиме со радост и благодарност, свесни дека преку тоа сме се ослободиле од грижа. Ава Евпрепиј. Свештеномаченикот Корнилиј Стотник, римјанин и офицер римски во Кесарија Палестинска, крстен од апостол Петар согласно небесното откровение. Тој бил првиот од незнабожците кои стапиле во црквата Божја. До тогаш некои мислеле дека црквата Христова е само за евреите и за оние кои ќе го примат еврејското обрезание. Крстувајќи се Корнилиј оставил се и тргнал по апостолот Петар. Овој апостол подоцна го поставил за епископ и го испратил во незнабожичкиот град Скипсеосис, каде светиот Корнилиј претрпел многу безчестија и мачења заради Христа. Но со силата Божја го урнал храмот Аполонов и го крстил кнезот на тој град Димитрий, како и 277 незнабожци. Дознавајќи го од Бога денот на својата смрт, тој ги повикал сите христијани, ги посоветувал, се помолил на Бога за нив и мирно му се представил на Господа во чесната старост. Со време, неговиот гроб бил заборавен и запуштен, но светецот му се јавил на епископот Троадиски Силуан и му ги објавил гробот свој и му наредил тука да подигне црква. Епископот тоа го извршил со помошта на богатиот граѓанин Евгений. Од моштите на светиот Корнилиј се случиле многу чуда. Поуки од светите оци.
оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец? Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Човекот што ја познал мерата на својата немоќ, стигнал до состојба на совршено смирение и познавање на Бога. Зашто постојано поттикнуван кон благодарење на Бога, тој непрестајно постанува се побогат со божествени дарови. Срцето кое постојано благодари, постојано прима се поголема благодат. На благодата и претходи смирението, како што на искушението му претходи надменоста, гордоста. Ава Исак. Te